Алските момци и девојки кои го запоседнуваат пиедесталот на злодевноста успеваат на него да се качат кога импресионирани од филмот што го гледале, пробуваат да го пренесат неговото сиже, уверувајќи дека нема да тапат. Нема да ви го раскажувам филмот. Притоа ќе кажам само една работа. 20 се осудени во најзлогласниот затвор во светот. 20 тврдат дека се невини. Не се виновни ниту оние кои сакаат да влезат во светот на славните, ама не успеваат да запаметат ниту една реплика. Обидот преку партиски суфлери да се добие улогата изгледа како навистина лоша продукција, која за среќа се уште е вирална и сведочи за дилетантскиот политички предизборен маркетинг. Многу сме задоволни. Многу сме задоволни од владата на Република Северна Македонија, плаќаат субвенциите на време. И се надеваме ќе продолжат овие мерки. Стив Маквин по секоја цена се обидува да избега на слобода, а Дастин Хофман чека адвокатот и жена му да фатат врски да го ослободат. Од судбината не се бега, очигледно е дека ниту преку врски никој не може да се ослободи од врската која му е наметната. Кога подкажувањето не покажува задоволителен резултат, се применува спикерска метода, па наместо да се користи идиот, се чита директно од хартија. Се стимулира автохтони раси на овци и говеда, и тоа браменка и буша. Во еден момент Стив Маквин побегнува од затвор. Но бидејќи затворот се наоѓа на остров негде во Пацификот, доаѓа до домородното население и сака да ги плати се што треба да даде да им даде, за да му дадат чамец и да избега од цивилизацијата. Примери за нецивилизираност има насекаде. За бегство од него, во случајов, не треба чамец, туку вода. Оти само така може да се спасат житните култури кои се мета на пироман од домородното население. По таков притисок, нормално е жртвата да заборави кој е и што е чие, и чие било. Оваа површина што е тука јачмено, таа е купена од тие што палат, од тие пријатели. Не од ми, него од друг човек, што му била дужна она на него и да ја врне парите, не е можела, човек се зима нивата. После синува купува нивата од тај човек, не од него, него од това и другиот што е земал. Човекот кој што ги чува чамците во тоа домородно население, во самото село е лепрозен. Со таква здравствена карактеристика не се поминува на тестот за служба во Ирак или Авганистан. Потребни се други предиспозиции за да се стаса на фронт. Еве, да речеме, јас сум заинтересиран, сум некоја личност X и сега ти ме упатуваш. Упати ме што треба да направам. Ако вие сте заинтересиран, да, ќе морам веднаш да ви кажам, не бидејќи еден од условите е војнички изглед. Вие изгледате повеќе старешински, како некој мајор, како полковник, не како војник. Ме дупи. Се шегувам, значи. Другови ме дупи. Лепрозниот пуши пура и вика колку си спремен да платиш. Стив Маквин вика спремен сум да дам се што треба. Се зависи од тоа дали ќе се исполни барањето. А кога станува збор за нарачка, тогаш не постои нешто што не може да се стави во метрика, распоредена низ редоследна диаспорска рима. И Стив Маквин ја зема цигарата и ја запалува. Сега тишина. Пуста да ти биде заед судбината. Ти што сакаш да ни ја земеш татковината. И на нашите деца заед иднината. Уште еднаш. Пуста да ти биде зоран судбината. И на крајот, финалето. Нема да ви го раскажувам филмот. Притоа ќе кажам само една работа. Многу фала и нема што да кажеме. Понекогаш отсуството на коментар говори и повеќе од него.